сме наивни да влеземе во бугарската игра на бескрајни услови за нашето членство во Европската унија. Вака во телевизиско гостување кажа вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Зборуваме за оние негови изјави кои што ги кажа во однос на евроинтегративниот пат на Македонија. Ќе посакам добро утро на мојот драг колега Срđan Ивановиќ. Добро утро. Александар Николовски беше гостин во Само вистина на не Само вистина, само интервју, мислам дека се викаше емисијата на Канал 5 и кажа многу интересни работи. Впрочем и веројатно тој е и единствениот член на владата кој така си дозволува нели да каже нешто повеќе. Тој кажа дека не сме наивни да влеземе нели во спиралата на побарувања кои што бугарската страна веројатно би ги побарала од нас, доколку нели ние го отпочнеме оној преговарачки процес со Европската унија. И исто така кажа една многу битна работа во која се вели дека поради одлуката на големите земји членки, не кажа кој, но јас би додал тука Франција и Холандија, да нема проширување во наредните 10 години, затоа и го имаме овој спор и на таков начин тој се решава, што значи дека тој е голем песимиста дека би можело да се случи било какво проширување, не само за Македонија, туку и за целиот регион. Исто така демантираше дека новата министерка за проширување на Европската комисија Марта Кос, односно комесарка, е решена нели барем една земја членка од нашиот регион да стане полноправен член на Европската унија во незиниот мандатот трае 7 години. Тој вели дека не го гледа тоа, дека едноставно не е така и дека можеби тие нели тие написи кои што тоа го тврдат, можеби се само некаков пиар. Исто така каже една многу интересна работа Николовски дека единствениот искрен политичар од Европската комисија бил Жан-Клод Јункер, кој кажал дека нема да има проширување. Едноставно. Така да како да кажам, исто така беше запрашан од водителот дали ние се откажуваме од преговорите и тој кажа додека кога ќе биде ЕУ спремна, ние ќе бидеме подготвени, а во меѓувреме ќе развиваме нашата држава како што знаеме, како што можеме и колку што можеме да ја развиваме, што значи дека ова можеби би можело да се свати дека ќе дојде до едно запирање во процесот на евроинтеграциите, дека нема да има некои непотребни преговори помеѓу Македонија и Бугарија, помеѓу Македонија и Европската комисија во однос на она бугари во устав, нели тоа е тоа што во моментов е нели проблем, доколку вели не се подготвени бугарите да прифатат како што велат тие, ова е последното барање, доколку вели не се подготвени да прифатат со одложено дејство, тоа што тие навистина не се искрени во своите намери, а од друга страна колку повеќе тие прават пречка нели за нашиот евроинтегративен пат. Да, за нашето членство во Европската унија, толку и подолго бугарските, односно македонските граѓани со бугарска самосвест ќе бидат толку подолго ќе бидат надвор од таа преамбула на уставот, која јас би додал ништо особено не решава, бидејќи ке нас од самата преамбула не излегуваат човекови права, малцински права и така натака. Тоа е решено со посебен закон и бугарите во Македонија имаат право на еден куп, како да кажам, бенефиции како малцинство. Може би, не знам, тука би добиле, доколку има во некоја средина повеќе од 20% би добиле нели она право на двојазичност, но со 3504 бугари попишани на последниот попис, такво нешто нема. Нема ниту во една општина, ниту во еден град во Македонија бугарско малцинство кое е повеќе од 20%.
проценти, така да нема тука нешто што многу да се практично да се случи на терен, доколку нели тие влезат во уставот, но стравот на нашите власти е оправдан и кој вели нас ни треба некаков механизм на заштита, дека ние може утре да бидеме ние блокирани од Холандија поради нашето правосудство или од Франција поради некои неисполнување некои не знам мерки во земјоделието. Така. Тоа е во ред, тоа секоја земја членка тоа го има. Секој аспирант го имал тие проблеми. А тука говориме за еден друг тип на уцени кои што се нели кои што се однесуваат на идентитетот на македонскиот народ, кои се однесуваат на историјата на македонскиот народ, кои се однесуваат на јазикот, македонскиот јазик, и тука не би смело да има да се дозволи тоа да се случува. Што друго кажа во овој контекст Николовски, што да речеме... Тоа во главном беше тоа, нели, во случај јас би го повторил уште еднаш кога тој вели ние не сме наивни да влеземе нели во таа приказка и не го кажа тоа, но може да се добие таков печаток и повторам уште еднаш дека едноставно Македонија ќе продолжи да се развива на начинот на кој што се развива, а овој евроинтегративен пат ќе биде привремено паузиран или забавен. Што ние дека не менува нешто. Па не, ние со време бавно одиме, ние сме нели како желката која се трка со зајакот, нели? Ние сме желката, така? Апсолутно. Во секој случај благодарам да малку да внесеме и убавина во емисијата Петоке и покрај тоа што зборуваме за навистина сериозна тема. Апсолутно, да. Благодарам многу што и утинава ја збогати нашата програма со својата утринска анализа. Почитувани, ние одиме понатаму со нашата програма и веќе знаете што следи меѓународната анализа со Антоновиќ. Бидете тука.